Шефови на подземјето. Пошто останаа запаметени најпознатите криминалци од 90-тите. Во 90-тите, освен инфлацијата и бомбардирањето во Србија, таа ќе остане и запаметена по процветот на криминалот. Документарниот филм "Видимо се учутули" започна една лавина која на површината isfрли некои многу големи имиња од српското подземје. Тие момци тогаш ги нарекуваа жестоки момци од београдскиот асфалт. Тие редовно се појавуваа во медиумите, кои дури и ги користеа за лични расправи и закани. Потоа, пресметките пристигнуваа на улица со смртоносни рафали, бомби и многу други различни начини. Во документарниот филм "Видимо се учутули", еден од жестоките момци на београдското подземје даде една изјава која до ден денес некои луѓе и криминалци го цитираат. Бата Тарлаич, а тоа е мала бара полна со крокодили. А од сите тие познати жестоки момци, наречени кралеви или шефови на српското подземје, денес ќе издвоиме неколку кои со право го носеле епитетот кралеви на српското подземје во 90-тите години на минатиот век. 1. Михајло Дивац, човекот без страв. Михајло Дивац, боксерот од Нов Београд, роден 1967 година. Ја за другачи живот не познаем, разумеш. И мене то све е тоа занимљиво. Све тоа е било уз ризик, разумеш. Тоа е неки изазов или нешто без чега не би могол да живеем. Поранешен боксер и криминалец, а убиен е пред хотелот Путник во Нов Београд 1995 година. Непосредно пред убиството, по кратка расправија во ресторанот на хотелот, го ранил Радован Радосуновиќ, боксер и уште две лица, пошто ранетиот Радосуновиќ го усмртил Михајло Дивац. Михајло Дивац бил еден од незапирливите ликови кој напаѓал дури и кога пиштолот бил вперен во него. Јас направил 2-3 корака и на пут со мене сам 4-5 метра. Еден метак она се надале крену по стомак ја. И други спогодил у стомак и кроз руку и кроз стомак и прошao. Други, јас мало видел скрем на бок. Јас им даде под прв метка на njega, знаеш. И таа сам исто рекол, навече тут околу тупе и тоа, разумеш. Секој што го познавал Михајло Дивац ја истакнува неговата неустрашивост како една од неговите главни карактеристики. Тој исто така, додека бил во затвор, затворскиот чувар му рекол на Михајло Дивац дека ќе го претепа, пошто Дивац веднаш скокнал врз него и почнал да го тепа затворскиот чувар. Тој дури не сакал да го пушти затворскиот чувар и кога палките и пендраците на колегите на затворскиот чувар почнале да го удираат. Па сад јас треба, овој ми упутства, разумеш, ова пичкетина, разумеш, сега треба. Треба да се поучено, тако. А не, ја тоа не верувам тоа повлачење, пази, тоа е прича само за некие набеđени манго, како тоа плачење, ти чен си едно почнал да живееш тим животом, живееш доколку постоиш. За разлика од другите припадници на подземјето, Дивац не сакал многу да дава интервјуа. Не сакам да бидам звезда во весниците и на екраните, што дава застрашувачки изјави. Кога читам весници и ги гледам нивните слики и изјави, јас само се смеам на тие што глумат жестоки мангупи, изјавил тој. 2. Радослав Тарлаич, познат како Бата Тарлаич. Бата Тарлаич, роден е 1963 година, тој ќе остане запаметен по изјавата "Мала бара, многу крокодили". Јер, како бих ја рекол, мала бара, многу крокодила. Позната реплика од култниот филм "Видимо се учутули". На 25 февруари 2000 година, околу 22:30 часот, тројца напаѓачи го чекале Тарлаич во автомобил на неосветлен паркинг. Водачот на новобеограѓаните и собственик на фудбалскиот клуб Бежанија непосредно пред пукањето бил во своето БМВ и се движел кон број 118 на улицата Доктор Иван Рибар, кон станот во кој живеел. Кога се приближил до зградата, најверојатно ги забележал напаѓачите кои го чекале. Сви су без пара, најефтинија и забавно да купете тејац или да купе неки шкорпион или да украду за 300-400 марака и да почну да пуцају. Тој се обидел да избегне смртта бегајќи на другата страна од населбата. Меѓутоа, убиците пукале токму во тој момент и стрелите од калашниковците одекнувале на сите страни. Тие успеале да го ранат и во следниот момент на 200 метри изгубил контрола над возилото, излетал од патот, слетал во ендек и се превртал. Тешко ранетиот Тарлаич сепак успеал да излезе од автомобилот и да истрча кон околните згради за да најде некаков спас.
Под вистински дожд од куршуми што одекнувал низ блокот 72 на Нови Београд, тој успеал да претрчи уште 100 метри преку ливадата, но убиците биле побрзи, пристигнале и губиле. Трлаич останал да лежи на тротоарот облеан во крв, пред бројот 142. Напаѓачите побегнале со автомобилот, а попат се ослободиле и од оружјето. На поширокиот простор на местото на злосторството при увид полицијата пронашла 2 калашникови, 1 пиштол, рамка за автоматска пушка и многу гранати од различен калибар. Jednostavno da izađu iz tog civila na bilo koji način, da izađu u novine, da izađu u štampu. Бата Трлаја бил водач на кланот Бежанија и се верувало дека го наследил Михајло Дивац кога бил убиен и го зазел цел Нов Београд. Неговото име се поврзуваше со проституција, особено кога станува збор за руските, романските и украинските кралици на ноќта, но се верувало дека тој е вклучен и во трговија со наркотици, што се однесува до правните работи. Трлаич бил собственик на ФК Бежанија, како и на ресторанот кој се наоѓал во рамките на стадионот. Одамна се зборувало дека Трлаич е на црната листа во Београдското подземје. Речиси се беше познато за работите на водачот на кланот Нов Београд. Београдската полиција го апсила во март 1998 година, осомничен дека организирал транспорт на речиси 4 килограми кокаин. Уапсен е во поштата на Бежаниска коса кога заедно со уште 4 пријатели дошле да земат пакет со наркотици. Освен нерачистени сметки во трговијата со наркотици, биле споменати и други мотиви за убиството на Трлаич. Се шпекулирало дека неговото убиство е дел од одмаздата за ликвидацијата на Желјко Ражњатовиќ Аркан. Необичното наблюдување направено од Радослав Трлаич на тема криминал во Србија и Београд во 1990-тите набрзо стана едно од најчесто цитираните. Тој ја дал и оваа легендарна изјава. Ситуација се заоштрава из дана у дан, да се ми разумемо. Можностите од ден на ден стануваат се потешки, да се разбереме. Мала бара многу крокодили. Jer, kako bih ja rekao, mala bara mnogo krokodila. Социјално сите се загрозени, а жално е што не знаат да заработат пари, да се пронајдат себе си. Socijalno su svi ugroženi, znači financijski slabo stoje, a najtužnije što ne umeju da naprave pare, znači ne umeju da nađu sebe, ne umeju da pronađu sebe, nek idu u fabriku, nek rade. Најефтина забава им е да купат етеец од 300-400 марки, да пукаат за да им го видат името во весник. Svi su bez para, najjeftinije i zabavno je da kupe tetejac ili da kupe neki škorpion ili da ukradu za 300-400 maraka i da počnu da pucaju, jednostavno da izađu iz tog civila na bilo koji način, da izađu u novine, da izađu u štampu. 90% од се што прават не е финансиски мотивирано. 99% njih ne znaju razlog, da ih sve intervjušeš, da ih pitaš zbog čega ti to radiš, on bi ti rekao ne znam. Сите заедно, ако ги истресеш од гаќи, нема да им најдеш ни 10 марки. Не можам да одам да пукам јавно, а потоа да започнам некој бизнис. Каков бизнис? Се шегуваат ли? Најлесно им е да шмркнат, да наполнат пиштолите и да пукаат во луѓе без причина. Знаете кога убива италијанец, кога убиваат колумбици, кога ги продадат за неколку милиони долари. А овие, да ги прашате зошто го прават тоа, не би знаеле да кажат, изјави Трлаич. Italijan ubija, zna se kad ubijaju Kolumbici, kad su ispaljeni za 10 miliona dolara. Svataš? Onda se ide na ubistvo i to. 99% njih ne znaju razlog, da ih sve intervjušeš, da ih pitaš zbog čega ti to radiš, on bi ti rekao ne znam. Ранети музичари. Една од најкрвавите пресметки во Београд се случи во неговиот ресторан кој се наоѓал во дворот на ФК Бежанија. Од рафалниот оган од повеќе оружја загина Славиша Павиќ Пирке, а 10 лица се тешко ранети. Напаѓачите биле непромислени, пукале од темница без да водат сметка каде ќе завршат и стрелите. Ранети се и музичарите, тапанарот со 6 куршуми, пеачката 3 куршуми, келнерката 2. Бата прашува каде е честа и хуманоста, како да го наречам, освен идиотизам. Pazi, ja mogu da navedem što se desilo kod mene u letnjoj bašti, u mom lokalu. To ne je ni huliganstvo, to je idiotizam, kretenizam. I tu je ranjeno 5 mojih muzičara. Bubnjar je dobio 6 metaka. Čovek koji nikad u životu mrava nije zgazio. Pevačica je dobila, Snežana pevačica je dobila 3 metka. Kaća konobarica je dobila 2 metka u stomak. Тоа го правеа зависници од наркотици и алкохоличари. Тој кретенизам започна со војната,
Многумина отидоа на фронт да научат да пукаат, да го злоупотребуваат тоа овде, а потоа се вклучи дрогата. Револтиран рекол Трлаич. Тој никогаш јавно не зборуваше кој би можел да биде напаѓачот, но од неговите реакции можеше да се претпостави дека речиси сигурно знаел за кого се работи. Во хрониките за злосторствата во текот на 90-тите, овој случај речиси никогаш не се споменува. Истрагата не даде никакви одговори, своевремено, особено во медиумите, се шпекулираше дека убиството на Бата Трлаич го извршиле членови на земунскиот клан, но сепак се работи за шпекулации. Убиците на Трлаич никогаш не биле откриени. 3. Александар Кнежевич Кнеле, кралот на београдскиот асфалт или познат како лидер на генерацијата Дизел, а некои дури го нарекуваат кралот на београдскиот асфалт. Александар Кнежевич Кнеле е роден 27 април 1971 година во семејство на Владанка и Душан Кнежевич, како прво од двете деца. На крајот на 80-тите години Кнеле се запознал со Ѓорѓе Божовиќ Гишка од Вождовец, со кого станале големи пријатели. Кнеле е познат београдски криминалец и член на Вождовачкиот клан. Тој бил убиен на 28.10.1992 година во хотелот Хајат во Нов Београд. Иако бил многу млад, тој бил еден од блиските соработници на Ѓорѓе Божовиќ Гишка и своевремено телохранител на Вук Драшковиќ, лидерот на Српското движење за обнова, СПО. За убиството првично бил осомничен Миодраг Цвјатиновиќ, зет на познатиот криминалец Раде Чалдовиќ Чента, но подоцна беше ослободен, а убиецот на Кнежевиќ никогаш не бил пронајден. Кога бил убиен Кнеле, неговите пријатели од политиката и многу други негови пријатели објавиле 162 објави во весници и на телевизија. Во моментот на неговата смрт, Кнеле во џебот имал 5000 марки и злато на него во вредност од 80.000 марки. Кнеле е убиен со 3 истрела во глава, а пред тоа бил приморан да легне на подот. Истрагата покажала дека Кнеле вратата без откочен пиштол не ја отворил ни на најблиските пријатели, а со тоа и дека Кнеле чим дозволил некој да влезе во неговата соба без да испука ни еден куршум, сигурно го познавал и имал доверба во тој што го убил. 4. Горан Вуковиќ, наречен Мајмун, убиецот на Љубомир Магаш, познат како Љуба Земунец. Горан Вуковиќ Мајмун го уби најголемиот београдски криминалец и наречен вториот Ал Капоне, Љубомир Магаш, попознат како Љуба Земунец, во Франкфурт на 10.11.1986 година и по тоа беше запаметен во српското подземје. Право да ти кажем, лупо sam glavom, gde sam šta pogrešio, šta sam ovoj državi kriv. Iskreno da ti kažem, koliko god sam razmišljao, ne mogu nikako da dođem do toga zašto hoće da mi skinu glavu, šta sam im kriv, kome sam šta sam uradio. Uopšte mi ništa nije jasno. По одлежување на затворската казна од 5 години за убиството на Љуба Земунец, Горан Вуковиќ Мајмун заработувал од 50.000 до 100.000 марки во Европа и толку во Србија на месечно ниво, бидејќи го заземал местото на Љуба Земунец. Spisak postoji. To mi znamo možda još pre 3 meseca, 4 da spisak postoji. Znamo sigurno da sam bio ja na tom spisku, da je Knele na tom spisku. На 12 декември 1994 година, на раскрсницата на улиците Српски Владар и Светозар Марковиќ во близина на зградата на Југословенски драмски театар, Горан Вуковиќ, познат како Мајмун, роден 1959 година, и неговиот пријател Душко Маловиќ беа убиени во заседа на 12 декември 1994 година. Ali ako budu udarili po porodici, brate mili, znamo i mi da udarimo po porodici. Oružja dovoljno ima, vidiš koliko je grad puno oružja, možda kupiš šta hoćeš, gde hoćeš, a brate mili, ako dotle dođe, branit ćemo se. Svim sredstvima, kako umemo i znamo. Ne kažem da možemo da se odbranimo, ali ćemo da se branimo. Ako to nekome treba, Убиците на Горан Вуковиќ биле двајца полицајци кои не биле на должност таа вечер. Овој случај никогаш не бил разјаснет и остана непознато дали биле ангажирани од пријателите на Љуба Земунец или од некои други криминални или од државна безбедност. Вуковиќ беше познат београдски криминалец и еден од водачите на Вождовачкиот клан, а во београдското подземје остана познат како убиецот на Љуба Земунец.
Пред овој атентат врз Вуковиќ беа извршени 5 неуспешни атентати во април и октомври 1992 година и јануари 1993 година. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.